Не остана хирург за царски рез во правосудниот систем. Вака започнува коментарот на нашата тема на Фейсбук на социјалните медиуми, профилот е Црвена линија. Цветанка Стојановска напишала: презафатени се со министерските, пратеничките и градоначалничките функции. Се е крајно корумпирано, испреплетено, поврзано и тешко е да се пресече па почната врвца. И се додека се препукуваат политичките партии, меѓусебно се обвинуваат, за жал, како и во се друго, така и во нашиот правосуден систем, ке има само спонтани абортуси. Нека се зафатат со честна работа во сите сфери, ни треба реанимација, па кој ќе преживее, ќе раскажува. Поздрав и благодарам, Господја Стојановска. Со овој коментар го започнуваме денешното издание на Црвена линија. Ова нека ви биде секако потик да продолжите да коментирате на Фейсбук, на Црвена линија профилот и секако профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите. А денес во Црвена линија со вас ќе зборуваме за следното. Правосудниот систем во Македонија е на колена. Од ВМРО ДПМН вела дека е заробен од мокниците од СДСМ и ДУИ, а СДСМ порачува дека правосудството се уште не е излезено од ВМРО-вското тефтерче. Ниедна агенција не се нафаќа да измери колкава е довербата во нашиот правосуден систем. Веројатно се плаша да не добијат резултат еднаков на нула. Има ли хирург кој ќе направи царски рез во правосудниот систем, како до целосна реформа и департизација на судско-обвинителскиот систем? Тоа се централните и главни прашања на денешното издание на Црвена линија, но и како секогаш поставуваме анкетно прашање. Заследете ја Телма телевизија на Инстаграм, кликнете веднаш на Инстаграм стори, сега го заследете го и профилот на Црвена линија, а одговорете на следното прашање. Верувате ли на нашиот правосуден систем? Како што гледате, имате две опции за одговор. Да, не, кликнете на вашиот одговор, ке сумираме во проценти, ке соопштиме кон крајот на денешното издание. Но секако Црвена линија креираат граѓаните. Од овој момент почнете да го вртите телефонскиот број 023070005. Напомена од технички аспект, особено за оние кои што немаат искуство во сојавување во контактни емисии, а ке ни се јават и ке не биде, се разбира, мошна драго, да малете го и веднаш тонот на ТВ приемникот. Јас и вие зборуваме само преку телефонска слушалка. Изоставете ги пцостите, грдите зборови, секако говорот на омраза, вулгарности, говор кој што алудира на насилство, бидејќи во тој случај етички Црвена линија веднаш се вклучува. И напоменав, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е едно јавување. Добар ден! Поштување, госпожа Тина. Голема почит и до вас. Верувате ли во правосудниот систем? Прво да ве поздравам вас, целата ваша екипа, сите слушатели што се јавија во текот на сите емисии, пошто вашата емисија е последна. Што викате, нема пцовки, нема грдни зборови. Мале, како не заслужуваат политичарите во овие 35 години македонштината, духот на обичниот човек му го унитија. Се шалам, нема да ги пчувам, нема да ги врејам. Судството, кој е судство? Па се види колку посто се, не 2%, минус 2% треба. Верба нема. Таа госпожата убаво што кажа на Фейсбук таму за хирург. А ја ќе ви кажам хирург од кај може да се најде. Не само за во правосудниот систем. За општо за државата. Само во Словенија 10 хирурзи за 10 години, не царски резови, не сечење ова, сечење. Да видите како ќе направат. Ама да го искоренат тој непотизам, да ги искоренат тие пријателства, да искоренат тие како ќе им текне си прават, тие што набавуваат тендери, мендери, никој не одговара, да видите како ќе се оправиме ние за 10 години. А од тука од Македонија, кои хирузи, па сите се тие поврзани, сите таа фела се, кој врана со врана, очи не ги се вадат. Само една генерација да бидеме жртви, 10 години мора да се оправи. А хирурзите ќе ви кажам пак, само Словенија, за 10 години да видите како ќе се оправиме. Биде ми поздравена, све најдобро. Благодарам. Првиот сте со кој што го отвараме ова денешно издание на Црвена линија.
Веднаш ќе ве префрлам и на Facebook, за да имате представа каде треба да кликнете, односно да не заследите. Нашиот профил секако ги објавува темите редовно, секојдневно, а и низ фотографија, анимација и така натаму. Денес на Facebook изгледаме вака. Дали може да покажеме? Еве, прашуваме има ли хирург кој ќе направи царски рез во правосудниот систем. Има и коментари, нив ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи. Сега продолжуваме со вклучување на гледачи во живот. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. На линија сум? Да, повелете. Добар ден, Тина. Добар ден. Вака, хирурзи ни треба од странство. Не ни треба домашни хирурзи. Само странски хирурзи може да го управат овој правосуден систем. Сега да не именувам судии од ова, ќе го кажам тој Наче Ѓеорѓиев, што работеше во апелациониот суд во Штип, пошто е осуден веќе, само него ќе го спомнам. Тоа е багра од Ве судија. молам. Како и сите други тамо што работат во тој суд и некои други судии. Исто гостиварските судии, само не ги споминам по име. И внимавајте на изборот на зборови. Продолжете. Гостиварските судии, тие се катастрофа од судии. Не се нимало стручни во вршење на својата работа. Значи, без докази, без ништо, немаме правосуден систем, немаме ништо. Значи, ја вчера се јавив и кажав, смена на политичарите, смена на цела гарнитура, смена на СДС и ВМРО, доста ни е од СДС и од ВМРО. Левица, Знам и Павле Трајанов, Демократски сојуз. Тоа е опцијата трета. 30 години се труеме со нив, и еве како ни е и правосудниот систем, како ни е школството, како ни е здравството и сите други останати. Благодарам за одговорите и секако за учеството во црвена линија. И еве повторно ќе напоменам, значи црвената линија се активира само во случај кога се користат погрдни зборови, говор на одмраза, говор кој што алудира на насилство и секако колку и да сме гневни, се разбира во црвена линија треба да се држиме до пристојната употреба на зборови, а и како може да се поентира и да се искаже ставот без да бидеме нели во говорот со такви зборови. Добар ден. Ало, добар ден. Па Љупчо, има ли хирург кој ќе направи царски рез во правосудниот систем? Па може да се најде, меѓутоа не може да дојде на површина затоа што тие што ќе треба да го донесат тој закон не им одговара да дојде честен човек. И од тие причини не може да исплива тој на површината, иначе тоа е просто едноставна работа. Вие со закон го давате тоа да се бира на избори, народот го бира, како што ќе обираме председателот, му даваме доверба, тој да си го одбере тимот и да почне да работи. Меѓутоа, проблемот е што тоа некој треба да го донесе тој закон, некој треба да го донесе тие измени, некој треба да ги донесе. Инаку како да верувам во правосудниот систем на државата, кога со закон ми е забрането пристап до највисокиот суд на одредена група граѓани, им е забранет пристапот до највисокиот суд, тој е Врховниот суд, кога гледате дека Уставниот суд работи клиентелистички по желба како на кое да се приклони, како ќе верувате во правниот систем во државата веќе? Така да, едини спас и за хирургот е посебен орган, посебен суд, посебен обвинител, посебни истражни. Гледате, на ова обвинителство му течат информации како швајцарско сирење. Тоа како очекувате да имате кој да дојде сега да биде републички јавен обвинител, само ќе биде маскота. Ништо повеќе од тоа. Затоа што за да овој криминал што се случува во судството и во обвинителството политички, зборам политички, затоа што гледате ова се е политика. Ова е се политика. Затоа што на едните, ако дошол другиот, ќе ди подобро. Па ние ги видиме Зврлевски како викаше. Сега го подсетувам 90 секунди одбројува тајмерот за едно јавување. На репете сте добре дојдени, можете повторно да го завртите нашиот број. Благодарам за одговорите до Љупчо, а продолжуваме со следен гледач или можеби веќе гледачка. Добар ден. Здраво, Тина. Здраво. Па има ли хирург кој што ќе направи царски рез во правосудниот систем?
Јас мислам дека ќе најдат хирург кој што ќе изврши добра операција. Операцијата ќе биде успешна, ама за жал пациентот ќе биде мртов. Значи, тоа мислам може да македонската јавност да предпостави или знае што ќе се случува. Сегаш, како треба? Најдобро би било како Албанија да е земјина. Ветинг во судството. Не може судиите да имаат по 10 стана, деловни простори, пари на сметка и не знам ни што, јахти джипови и таму луксус, секако, а никој да не проверува кај им се парите. Значи, ако се спроведе ветинг, потекло на имотот, онда ќе биде и правосудството ќе се реши постепено. Али без ветинг ништо не бива. Исто вака, учињата ќе лаат, караванот ќе врви, која риба ќе се фати или кој конј ќе се фати, тој ќе врши, како во старите народни. А иначе лично искуство имам, тоа е фамозниот автопат што се гради од Кичево за Охрид, 10 години се тужиме. Земја ни зема за 30 денари квадрат. Па може сега да замислите што се случува. Јевена ка слуша цела македонска јавност. За 30 денари еден квадрат земја. Со оглед на времето, толку поздрав, пријатно. Благодарам што го искористивте вашето време и секако со гледачите споделивте како размислувате на денешните прашања. Продолжуваме веќе со коментари од Facebook, иако ова издание го отворивме со коментарот на господја Цветанка Стојановска. Благодарам уште еднаш за активното учество во оваа дискусија на Црвена линија. Лазар Станоевски, еве што напишал. Македонското судство има многу пациенти. Корупција, бавна правда, политички влијанија. Му треба не само хирург, туку и цела реанимација. Закони може да се сменат, но без волја и независност. Правдата останува селективна. Народот губи доверба кога некој секогаш поминуваат, а обичниот човек се дави во неправдата. Дали има хирург што ќе направи царски рез? Може би, но прашањето е дали ќе му дозволат да работи. Па еве, дали има хирург да направи царски рез во правосудниот систем и како што прашува господинот Становски, дали ќе му биде дозволено да работи? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав до вас, Тинче. Има ли хирург кој ќе направи царски ред во правосудниот систем? Нема. А и да има, не би му дозволиле. Тие се јаки, заштитените судиите, јавните обвинители, заштитени како бели мечки. Никој ништо не им може. Уште се осилни, посилни и агресивни се. Секој ден се поагресивни и седат на часијата. Никој ништо не им може. Судиите и јавните обвинители го урнизаа правниот систем и затоа довербата во судството не е 2%, туку 0,001% и му давам негативна нула на судството, која никогаш нема да се управи, дури и после 100 години. Што и да зборуваме е безправно. Правата и слободите на граѓаните се вградени во националните устави на земјите член. Немаме никакво право на глас, ни немаме од правда. И затоа не би требало да постои судството. Ја не знам зашто би постоело судството кога никаква правда нема и кога одиш на суд, ако не дадеш пари, делото го губиш, иако си прав. Кој има пари за... Ке посетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Пишувајте останатите, се разбира, кои што може би полесно ви е, ете така да го искажете вашето мислење, коментари на Facebook. Напоменувам, во Црвена линија ќе ги читаме меѓу гледачите кои што ќе се јавуваат во живо. Добар ден. Добар ден, Тина. Господинот Роме на телефон? Да, тој е. Тој е тој. А дали господинот Роме верува во нашиот правосуден систем? Ја верувам во кривосудниот систем, не во правосудниот. Нема правосудство, само кривосудство има.
А има ли Да не хирург еве веруваш да на направи царски рез? адвокатите. Не се веруваат на адвокат, никогаш. Затоа грешиш што бе учител, требаше да биде судија. И така ќе земе пари. Ама не ми е кајде мене, ја не сака туѓа пара. А како И може да затоа- дојде до целосна еве реформација и департизација на судско-обвинителскиот систем? Ретко имат суди реални. Ретко. Имат некој, ама случајно некој. А повеќето се за пари. Не мисле за луѓето. А за хирурзите ќе ви кажам јас што ми се случи. Мене животот ми го подари бакрачевскиот рдожа. Еве Доктор за кој срце. имаме ли во земјата хирург кој што ќе му подари нов живот на правосудниот систем? Ќе направи царски рез? Не може тоа. Затоа не. Никогаш нема да му убедит никој. Зошто? Кривосудство е, тоа не е правосудство. А зошто е невозможна мисија според вас? Затоа што тие се така, само за земање, а не за висината, да ја кажеш. Само дај му пари, ето ти висината за тебе. А за другиот не. Тоа е. Криво судство се тие, не правосудство. Така, поздрав од Роме. Поздрав, Од Бежево. благодарам многу, Роме, за одговорите во црвена линија. Еве слушате досега што одговорија гледачите. Ке подсетиме, црвена линија денес прашува дали постои хирург кој ќе направи царски рез во правосудниот систем и според вас воопшто какви треба реформи и департизација, дали како до целосна департизација и реформи да се дојде за да нели имаме судско-обвинителски систем кој што би бил правосуден, а не како што го нарече господинот Роме кривосуден. Добар ден. Добар ден. Царски рез, кој може да направи? Еве јас ќе ви кажам, случајот мој ќе направи царски рез. Прво, за една, 100 пати сум го повторил и пак ќе го повторам. За една пријателка ми побара Жврлевски 120.000 евра гаранција, вечер да ја притворат, утре да ја пуштат. И јас адвокатот го паќам за врат у банка, еве париве, го носам пленот во суд и нема време да чекам, он еве ти ги париве да ги предадеш, оди вика пред шутка те чекат, женската е пуштивне. И која помисле ми дава на 120 пари илјади евра, ми дава на 100.000 документ. Кај се е 20? Епа, не, за ништо не се пушта. Добро, пречутен. Кој би ги вратат сега гаранцијава, не ми ја враќат. И ја кај овој горе се јавив, му викам вака и вака. И тој го зема под земја. Го зема и тој што го направи предметот првиот, вајдото ти до. Сега пак ми се јавува од озгора, вика, слушај, сега ќе покушаш пак, ако не ти ги вратат, четворица се, што треба да ги приберам. Нека мислат. Поможен сум, верувам о то. Ги сонувам кои се тие и ќе ги испратам со свечи. Не ми е гајле 100.000 евра, ништо не се за мене. Нека им служат и док се живи да палат свечи на сите поколенија што ги имат. Тоа е царскиот рез дан. Благодарам многу за учеството. Останете со нас. Добар ден. Здраво. Здраво. Па имаме ли хирург да направи царски рез во правосудниот систем? У правосуден систем, знам ја за Кордиев чвор, така не се викало на времето, па се погодил некој си Александар од Македонија, па го решил проблемот. Удрил со сабјата и се одврзал чворот. Значи, само тоа е решение. Значи, некој да удри со сабјата. Се знае кој е задужен за да удри со сабјата, али ја мислам дека сега на овие избори, тој што треба да удри со сабјата, ќе пати дека сега што место политичари за овие 30 години, демократија, слобода, плурализам, значи ќе пресече место стаглан. Значи ќе биде прав удар, вистинскиот удар, и повеќе нема да ги бира овие партии што до сега владеја со држава. Дали од овој каурскиот дел, дали од рамковниот дел, не е битно.
Важно еднаш треба да се пресече да свати овој народ дека вака не иде. Со вакви студии, системи, вакви судски обвинители, правообранители, чудеси, само ќе страдаме ние, ни криви, ни дужни, еден куп народ имаат и може затвор лежено и лежат ради никакви работи, пресуди кои ги носеле овие од ногаица, од рука ги ваделе. Така да нема да се реши без сечење со саби. Поздрав, пријатно. Благодарам за одговорите. Останете со нас. А еве што напишал на Фейсбук Василеон Александрој Македонон. Видете, има мрежа од пајак. На таа мрежа сите инсекти ќе се залепат, но бумбарот ќе мине без око да му трепне. Значи, закони има, правда има, но не се спроведува. Тоест не важи за сите подеднакво. Кога правосудниот систем ќе функционира исто буквално за сите луѓе, од просек до председател на држава, тогаш може да се надеваме на ново сонце. Црвена линија денес прашува има ли хирург кој ќе направи царски рез во правосудниот систем и му верувате ли на правосудниот систем? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Да се доискажам. Така секако повелете. Како викаше наш покоен Зврлевски за Демир Капија Смоквица, и да имало криминал застарал, а отиде романката во Грција го затвори газдата на актор за малверзации со автопатот, ама кај нас тие што учествувале никој не ги пипна. Еве че мер прашете ја Лупевска, сакам да ми одговори дали нешто рачушкало околу предметот по овој подарок. Тоа е за оној гасоводот Клечов се Штип. Што има со тој предмет? Дали уште лежи у фиоките? Се работи или не се работи? Што открија? Таму искочи Македонија дека и прости на Русија 70 милиона крилишки долг. А гасоводот сама си го направи. Ќе одговара ли некој? Работи ли на тоа обвинителство? Тоа да прашаме. Што е превземено? Ова пловаја, како вика Русковска предходно. Еве од овие сега кој го работи обвинител? Еве пред да прашајте, ни ќе видите. Ја дури сега може да претпоставам кој ќе биде новиот републички обвинител, да ви кажам право. Почна веќе се гледаат, 20 се уигра. Или овој Ајрулахо како го викат, тој другар му негов што трчал по Скопје што сликал неовластено. Еден од тие 20 ќе биде, друг нема никој да биде играч. Зато се гледа кој стои позади нив. Веќе се цртат контурите. Чим ги бутка партија и сек дека се појавува, знајте дека еден од нив 20 ќе биде, нема друг да биде. Толку пријатно. Благодарам и за второто јавување. Продолжуваме, добар ден. Ева имаме музички елементи, подсетување дека секој кој што ќе ни биде драго еве за прв пат ќе добие порив да се вклучи во црвена линија. Имајте во предвид од технички аспект кога ќе го завртите нашиот телефон 02307005, веднаш да се намали целосно и тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало, добар ден и убав ден. Најубав ден. Му верувате ли на правосудниот систем? Тина, јас не верувам во ништо освен во Бога и Господ. Да ви кажам искрено, овие години јас сум прилично стар, ќе речам 64 годишен, во ниједна институција немам доверба. Освен во Бога, во Господ. А тоа го кажувам за тоа аспект, затоа што сум го укусил ја во животот све. 64 годишен. Што се однесува за судството, за правосудството, дали можеме да најдеме хирург или лек? Не можеме да му најдеме. Знаете зашто? Еве ќе ви кажам, ние граѓаните искачаме на гласање. И се менуваат ови. Дојде Заев, Пројчаникот кажуваше, ќе го затворам него, ќе го направам. Он се нафатира, оплячка, излага и се направија. И негативно, дури ништо не. Си дојде ДПМН на власт, истото си продолжува. Така да ние гласаме, искачаме ние на гласање. И така да хирургот, ако го бараме, тоа е во гласачкото тело. Треба да бираме партија која што не сгрешила, партија која што ние знаеме дека партиски се лепат тие функционери, не го предлага граѓанинот. Зашто еве сега за јавно обвинителство не кажат пред време кој ќе биде идниот јавен обвинител? Зашто не го кажат? Треба партијата да го кажат.
А не граѓаните да го презреме сега да демантираме и да збориме дека ова направил, она направил свакви работи. Се знае, Македонија е на шака луѓе. Сите се знаеме. И вие мене ме знаете, и ја вас ве знам. И цела Македонија ја знаеме. И така да партиски што... Подсетувам само, имајте во предвид 90 секунди мери времето. Добар ден и благодарам секако за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Имате ли доверба во правосудниот систем? Па да ви кажам, тина немам. Мислам дека нема... Има хирурзи, ама не им се дозволува да работат. Имам пример мој, па скоро 11 години одев по суд и на крај морав до Страсбург да стигнам, па така да ми се реши случајот. И како да имам доверба? Еве, според вас, како до целосна реформа и департизација на судско-обвинителскиот систем? Од каде треба да се почне? Од каде? Од главата смрди рибата. По моја од главата треба смрди рибата, па сега... Тоа е тоа. Друго... Немам што да кажам. Добро, иако покуси од 90 секунди секако доволно јасни. Благодарам за одговорите во црвена линија и останете со нас. Пријатно. Еве, интересен коментар, всушност ова е анекдота, па и случување на кое што всушност присуствувал лично Нобеловецот Иво Андрик. Славчо Гиздовски токму во својот коментар зборува за ова случување. Иво Андрик бил осуден од судија затоа што го нарекол говедо еден господин на излегување од судницата му се обратил кон судијата. Дали ако ќе ме осудевте, ако на некој говедо му се обратам со господине? Не, рекол судијата. Тогаш довидување господине, толку за нашите суди. Благодарам господине Гиздовски за коментарот. Добар ден. Добар ден, убав ден. Не, убав ден и вам. Благодарам. А вака, прво, јас верувам дека ќе се најде хирург кој што може да ја направи таа операција. Но тој што ќе му ја прават операцијата, дали ќе издржи, дали ќе биде успешна операција, пациент мртов. Меѓутоа, ние забораваме нешто што е најбитно. Ние сите судии ги поставуваме партиски. И тој што ќе го поставиме партиски, како може да гласа, да носи одлуки против својата партија? Ако сакаме да имаме прави суди, ако сакаме да имаме и правилни оператори да оперираат како што треба не да се избираат по предлог на некоја си партија, на некоја си председател на држава, председател на влада или не знам кој. Треба да биде тоа слободно, по пат на конкурс, со оглас. Тој представник што ќе биде назначен на тоа место да конкурира со своите квалитети. И таму кога ќе се прегледа дали завршил таква школа, дали има подобар успех од тој што конкурира. И на некој начин кога тоа ќе се рангира, тоа ќе го избереме најдобриот и тој нема да биде политички, него ќе биде од народот. А во судството викаме во име на народот и треба да се суди во име на народот, за народот и да не биде оштетен народот. А ние како што ги имаме овие суди и сега како што овој Коцевски сакат да го сменат, Подсетување 90 секунди. Вие редовно се јавувате во црвена линија, но и ве охрабрувам повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Секако за останатите, менете го времето, го објавуваме тајмерот, се разбира на ТВ екранот, така да имате некаква ориентација колку време одминува од вашето вклучување. Добар ден. Дали се? Добар ден. Убав ден и вам. Верувате ли во правосудниот систем? Не. Нула поверение. А има ли хирург кој што ќе направи царски рез во правосудниот систем? Хирург да не биде од никоја партија, так нема да биде хирург кој што ќе ја врши операцијата. Бидејќи ќе му диктираат од страна, овој треба да остане жив, овој треба да си замине.
Значи нема хирург. Сега дали ме разбавте? За мене хирург има само во планина, како понапред што било за време на Комицко. Таму хирурзи имало. Такви хирурзи ни требаат нас. Сега кај нас нема поверение во овие хирурзи. Односно суди. Само планински суди. Тука може. Ајде, дајте ме вие еден пример како новинарка. Кој судија досега е затворен? Еден барем, не мора повеќе. Значи, сите судии се чисти. Значи, нема ниту еден извалкан кој што украл. Барем вака политички гледано од сите партии. А сите судии имаат по 20, по 15 станови, куки. Благодарам за одговорите. Останете со нас и останатите внимавајте на тајмерот. Автоматски се прекинува линијата на 90-та секунда. Добар ден. Добар ден и убав ден. Да ве прашам и вас, верувате ли во правосудниот систем? Што да кажам да верувам, кога Агилера не верува, ја како да можам да верувам, кога ете и она поддржува, значи промена на судството цело, затоа што толку пари Америка, граѓаните на Америка дадоа во тоа судство, не царски рез, него не е направен еден рез да се направи нешто за дојде. И сега кога гледате вие од каде што е финансирано судството, кога тие не веруваат, како можеме ние да веруваме? Значи како 2%, 0%, хирург, па што да ви кажам, еве Наке Георгиев беше судија, мислам дека беше он под истрага затворен нешто, Наке Георгиев, колку што се сеќавам овако, сега за сега нешто што беше почетокот. Меѓутоа тие хирурзи ги немаме ние овдека. Значи такви хирурзи се во странство. Тие хирурзи уште немаат специализирано за да направат овакво царски рез во судството. Треба имате вие јака специализација и искуство за да бидете таков хирург и да направите. За жал кај нас сите се скала до скала, едно до друго. Така да тоа такво нешто кога ќе се случи, дај Боже да се случи, малку народот да дојде да закрепне и малку да почне во нешто да верува, затоа што вие кога ќе почнете од нешто најосновно, па што да кажам, значи толкава пара се врти таму буквално и знаеме сите на кој каков начин, додека тој непотизам и тоа не се помине, кај нас нема ништо да. Благодарам за одговорите во црвена линија. Продолжете и со пишување коментари. Сега кога повторно се навраќаме на нашата страна, црвена линија е профилот на Facebook и таму црвена линија прашува има ли хирург кој ќе направи царски рез во правосудниот систем. Борко Иванов еве што напишал: царски рез во целиот систем, не само во правосудството. Пред 3 дена мандарини 70 денари, вчера 80, денес 90. Каков службен весник за маржите? Наместо низ Европската Унија и во Соединетите Американски држави во заграда 3 пати месечно на виски, кавијар и бифтеци, да одат низ Африка. Ако народот нема за леп, барем да јаде поевтино оваше. Благодарам Иванов и вам за учеството и коментарот. Добар ден. Добар ден. Му верувате ли на правосудниот систем? Не. А хирург има ли за да направи царски рез во правосудниот систем? Немало и нема да има. Ја мислам дека најголем кривец за ова што се случува не само во правосудството, народот е крив. И треба самиот народ да мисли за кого гласа или за кого не гласа. Сами сме криви. Ние за инат овде све работиме, за инат, све. Иначе најголем кривец за све во Македонија е народот. Тоа да ни е јасно. Немој да се лажеме. Како според вас најдобро до целосна реформа и департизација на судско-обвинителскиот систем? Овде најдобро знаеш што е, по моје мислење, Македонија да се продаде на Америка и законите американски овде да важат. На Трамп моментално. Ако сакаме да се чува Македонстина, Република Македонија да се чува, сите да функционира. Иначе вака,
Отиде Курто, дојде Мурто, све исто. Све 35 години ова лажење. Значи овој народ не е вред со овој народ. Да се разбереме, секогаш ние кривниот е друг. Ајде да се видиме од себе си да тргнеме. До каде сме ние? Што, за кого гласаме? Истите? Така, благодарам за вклучувањето во црвена линија. И останете со нас да слушаме дали веќе се сложат со вас или останатите гледачи ќе дадат поинакви одговори. Добар ден. Ало. Имате ли доверба во правосудниот систем? Каква доверба? Никаква. Тие се недопирливи. Треба од корен све да се откори. Млади да дојдат, да ги школуваат државата. Така ти. Ме слушате ти? Да, внимателно продолжете. Зашто, видите, ја мислам, кој ќе има пресуда, разбирате, на судијата пресуди исто као у фудбалот, где има челендж, неутрални судии да го проверат тој што изгубил. Па така ќе би најпаметно, тоа е последно, нема више. Нема за право ни на жалба, не, разбирате што сакам да кажам. Мислам, искусни тоа да го решаваат. Инаку, ова е све, мислам, не знам како да се изразам, не судат, еве, рочишта 20 години држиме. Една година треба да му направат ревизија, дали работи месечно. 20 години предмети чуваат, веруете. Па, ја не знам, ова го немало ли у Турко. 20 години предмети, еве, нема шанса. Само ќе идеш на рочиште и одма не ти дава судика да збориш, да кажеш спор. Зашто држим? Ја нема вие што да ми кажувате и готово, ајде здрави. Но нас не е драго што имавте што да кажете во црвена линија. Останете со нас. Игор Јанковски на Фејсбук напишал: за жал, правосудниот систем во Македонија е на секое дно, а лично не верувам дека истиот ќе се издигне на некое повисоко ниво. Мора да постои дистинкција на делување меѓу извршната, законодавната и судската власт, а кај нас тоа не функционира. Судската власт треба да биде имуна на секој вид на притисок, влијание и да делува целосно независно, а истото кај нас не е пракса. Се забележува непотизам, клиентелизам и политички влијанија, како и влијанија од разни бизнис преги, со што се подкопува владењето на правото и функционирањето на правната држава. Според мене, неказнивоста представува елемент на судската власт, а моите зборови и мислења ги темелам врз основа на држање на предмети низ лавиринтите, низ судовите, а со цел застарување на кривични дела, а со измените на кривичниот законник дополнително застареа предмети на поранешни високи функционери за сериозен криминал и корупција, што не е и не би требало да биде одлика за една држава и општество кое претендира да стане дел од едно друштво на современи и развиени цивилизации, кои се водат од насоката на владење на правото и почитувањето на човековите права, како што е самата Европска Унија. Се знае и очигледно е дека секоја власт си носи своји поданици и послушници во судството и обвинителството, а ова не ја изема и сегашната власт. Поздрав, благодарам Игор за активното учество. Добар ден! Добар ден! Да си е довршам реченицата. Секако, повелете. Јас на сите министри за правда се обратив, никој не ќеше да ме прими, бегаат сите, го знаат случајот. До сите председатели на судот се обратив, исто и тие бегаат да ме примат. Ова што зборам, што ми зема гаранцијата што не ми ја враќат. Сега, уште еднаш ќе се обратам до еден од судиве, на општински еден, од председателот, и потоа тужба во Европскиот суд ќе поднесам, еве од 12-та година фаќа, што не ги враќат париве, и ќе барам 12% затезна камата, како што следува за сите години, и трошоци, и 300 чуда. И ќе поднечам сите тие што го направија проблемот да ги платат тие, и каматите од 100.000 ќе спаднат 250.000.
да платат само тие што го прават проблемов, Европска судов да ги определи, тие да платат што и прават овие добиоци. Што се плашат да ме викнат? Да им држи, што се плашат? Да викнат, значи, вака, онака, не може. Што се плашат? Кој адвокат ќе пратам, пропаѓа у дупка. Ја ќе кажам, Тортевски го прати, готово, утре ќе ги земиме. Па го снема, вика, не може. Еленко Миланов го прати. Благодарам за второто јавување. Добар ден. Добар ден ти, Кристина. Добар ден. Има ли хирург еве кој ќе направи царски рез Има според ли вас? хирург кој ќе направи царски рез во правосудниот систем? Па вака ја би сум кажал, не само царски рез во правосудниот систем и во овие партии, треба више да се тргнат и потекло на имот да им се направи. На сите три партии. На ВМРО, СДС и ДУИ. И да им се одземе тоа што не го стекнале законски и да се стави во буџетот државен, да можат да располагаат граѓаните. Иначе ние држава не правиме. А ова правосудниот систем, Мицковски да сака да го реши, одма ќе го реши. Знаеш како ќе го реши? Од страна ќе се земе и обвинители, и суди. Ете, тој ја го поддржавам што вика Словенија, ама ја не би сум рекол од Словенија, него од Америка, кај што се построги и да ги удрат убаво по глава. И така може да функционира. Иначе ова ништо не значи. Ова менјавање ваши со наши, фактички. И ние како граѓани нон-стоп ќе страдаме. Ќе страдаме од партиите највише. Партиите и правосудството. Правосудството фактички го држат партиите и обвинителството. Нивни луѓе инволвирани и се ги бираат. Тоа е тина. Благодарам за одговорите. Продолжуваме со гледачи. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Му верувате ли на правосудниот систем? Убав ден да си имаш. Најубав ден и вам. Фала да си жива и здрава. Сега вака да го поздравам премиерот Мицковски и министерот за внатрешни работи Тошковски. Ако сака да дојде да преземе мерки во Куманово катастар, 3 дена го бараме предмет 74444, никаде го нема. Ве молам, голем криминал во катастар во Куманово се прави. Значи ги кријат предметите во фиока. Еден вика јас не сум крив, друг вика јас. Сега денес бев пак го барам, се собраа, бегаат некои по степеници, некои се кријат по канцелари. Значи во Куманово се прави хаос во катастар. Го замолувам уште еднаш, министерот и премиерот, ги замолувам да пратат или инспекција да видат регуларно е пратен, значи предметот е регуларен пратен за правда, не за нешто камуфлажи да се прави. Бројот во катастар се води 74444. Ајде, според вас има ли хирург кој што може да направи царски рез во правосудниот систем? Има луѓе што се честни, ама да даде Господ. Тие што го кријат тој предмет, Господ да ги скрие најмило во земја што го има. Вака се, што убаво си ги зборувавте гротото секунди и завршивме со погрдни зборови, да не речам колнење. Црвена линија нема да толерира таков говор, без разлика колку и да се гневни гледачите. Секако досега праксата ни сите овие сезони покажа дека и како умееме да го држиме нивото, да бидеме културни. Сепак Црвена линија е емисија која што ја следи целата публика, што значи малолетната, а секој од вас, како и многумина досега, го искажале својот став, поентирале, ќе повторам, но не употребиле никогаш погрден збор, колнења или говор на омраза или говор на насилство. Ве замолувам.
Како и да е, дојде времето да видиме и на Инстаграм како одговорија оние кои што не следат. Заследете го профилот на Инстаграм на Црвена линија, секако утрек има нова анкета, петочна и нова тема, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм, каде што редовно ги објавуваме нашите анкети. На денешното прашање кое што го поставивме и до гледачите, верувате ли на нашиот правосуден систем, со да одговорија 27%. Со не одговорија 73%. Повеќе е одјасно дека дојде времето за реклами, а по рекламите се гледаме повторно ние. Почитувани, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Утре, верувам, повторно ќе бидете дел од новото издание со нов предизвик и нова тема. А верувам дека и ќе се најде хирург кој што ќе направи царски рез во правосудниот систем. Сега од аспект на забава и задоволство, ние немаме хирурзија, ама ги имаме Ненати Кате. Еден судија и еден адвокат. Благодариме. Дали може да си одам, драги луѓе? Можеш да си одиш, се наместивме, се поддесивме, затоа малку и доцневме, да кажеме за гледачите, но почнуваме, така да ќе биде интересно.